Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на утринското издание на Нов ден. Како што веќе ви најавив во првиот дел, продолжуваме да зборуваме за здравјето и секогаш во среда само и единствено за здравјето. Зборувавме за железото во првиот дел, обработувавме некои различни рубрики, различни тематики, но сега ред е да позборуваме за анемија. Често пати сме имале можност да го слушнеме поимот анемичност или пак да го почувствуваме тоа и на своја кожа. А за тоа што е она што доведува до анемија, каква е симптоматологијата, како се лекува, дали може да се превенира, што треба да внесуваме и на што треба да обрнеме внимание, слушаме во продолжение, односно во текот на денешниот разговор со мојата денешна гостинка, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација. Добро утро и добре дојде, Сашка. Добро утро, добро ве најдов. Така, ти благодарам пред се што позитивно го ја прифати оваа покана и денес да не бидеш гостинка и да позборуваме на оваа тема, па би сакала да започнеме со тоа што всушност представува анемија, односно што е анемија? Па така, анемија значи човечкото тело, органите за да функционираат нормално, потребно е да бидат снабдени со кислород. Анемија во која што имаме недоволно количество на црвени крвни зрнца или пак намалено количество на хемоглобин, предизвикува тие ткива и органи да бидат недоволно снабдени со кислород, кој што се манифестира со одредени симптоми. Па така, некаде се изолирани над 400 видови на анемии, меѓутоа многу голем број од нив се ретки. Така да причините за анемија може да бидат повеќе. Хронично губење на поголема количина на крв при хируршки зафати, некоја патолошка состојба каде што еритроцитите, црвените крвни зрнца, значи се забрзува нивното распаѓање или пак се спречува нивното создавање. Така да тоа може да доведе до анемија или всушност тоа е намалено количество на црвени крвни зрнца во крвта. Или уште се нарекува болест на крвта. Така, а како недостигот на кислород се манифестира во крвта? Па така, недостигот симптомите, значи на анемија може да биде со замор, често многу брз замор, со бледило на лицето, со губење на здивот, исто така може да се манифестира со вртоглавици, често пациентите чувствуваат и забрзано чукање или забрзана работа на срцето, сето тоа се дел од најчестите симптоми кои што се јавуваат при анемија. Така, кои се причините всушност кои што доведуваат до слабокрвност или анемија? Да го разјасниме малку тоа прашање, вака поопширно. Па така, причините може да бидат, како што реков, повеќе. Може тоа да биде и некој чир на желудник, хронично губење на крвта, хемороидите, некои гастроинтестинални тумори, исто така доведуваат до анемичност, бременоста, доењето исто така може да доведе до анемичност, бидејќи создавањето на железото мајката го губи преку создавањето на млеко. Во бременоста растењето на плодот исто така може да го намали железото во крвта кај мајката. Исто така може некои намалена апсорбција исто така може да доведе до анемија, некоја гастроинтестинални болести, како што е например Кроновата болест. Исто така употреба на препарати кои што во својот состав содржат сулфасалазини, исто така ја доведуваат до намалена апсорбција на фолна киселина, која што е многу важен фактор при создавањето на црвени крвни зрнца. Анемијата меѓу останатото како и
многу други некои заболувања исто така поминува низ неколку стадиуми или пак можеме да ја класифицираме. Вака, дали би можеле да ја поделите? Па најчести анемии се јавува поради недостиг на железо. Тоа се јавува поради несоодветна исхрана. Може да биде причината за недостиг на железо и тоа е најчест случај. Исто така може да биде мегалобластна анемија, каде што има недостиг на витаминот B12 и фолна киселина, каде што еритроцитите, црвените крвни зрнца стануваат многу големи и не можат да носат доволно количество на кислород, или пак имаме хемолитична анемија, каде што генетски фактори, недостиг на некој ген придонесува за нивно многу брзо разградување. Исто така пернициозната анемија, која што се јавува најчесто кај постарата популација. Така се работи тоа се тие три вида. Сега вака, анемија на српести клетки. Да, Дали можеле да слушнеме нешто повеќе за тоа е еден вид на анемија која што најчесто се јавува во африканската популација, медитеранските простори, каде што црвените крвни зрнца се во облик на полумесечина или срп, и тоа доведува исто така до намалена способност за носење на кислород. Така, одиме со една кратка пауза и се враќаме во студиото да продолжиме со разговорот. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Веќе дијагностициравме или востановивме за тоа што е анемија или слабокрвност, кои се причините кои што доведуваат до тоа. Ајде да го продолжиме разговорот, Сашка. Како се дијагностицира анемија? Па така, пред да се започне со лекување или третман на анемија, претходно треба да се установи за кој вид на анемија се работи. Тоа се прави со анализа од примерок од крв, каде што точно се утврдува за каков вид на анемија се работи. Дали е проблем неисправна или недоволно внесување на храна богата со железо и витамини, или пак некоја друга причина стои позади таа анемија. За што, односно за што конкретно се работи? Ајде, дали би можела да започнеме со тоа, дали постојат некои начини, сигурно дека постојат, како се лекува после онаа дијагноза, што најчесто препорачуваат лекарите? Така, анемијата многу успешно се лекува. Има повеќе начини. Конвенционален начин од лекарите, алтернативен начин, лекување со лековити билки, така да има многу опции за да се воспостави таа рамнотежа на, како што рековме, на анемија. Така. Што спаѓа во тој конвенционален начин на лекување? Што најчесто препорачуваат лекарите? На што велат да обрнеме внимание и да внимаваме? Па така, конвенционалниот начин на лекување, значи ако се работи во случај на недостиг на витаминот B12, тој се надополнува само со редовни инекции еднаш или два пати месечно, како што ќе препорача лекарот. Исто така имаме доста препарати во облик на таблети, сиропи, ампули за пиење, кои што во својот состав имаат железо. Меѓутоа, најчесто овие препарати поради стабилноста нивна содржат тровалентно железо. Меѓутоа, ние можеме да го абсорбираме нашиот организам само двовалентно железо, па затоа лекарите и стручните медицински лица, фармацевтите, препорачуваат изземање на витамин С, кој што дополнително ќе закисели желудочната средина и ќе го претвори таа од тровалентно железо да биде двовалентно, за да се зголеми неговата абсорбција. Секој пат овие препарати се земаат пред јадење за да се зголеми нивната абсорбтивна моќ. Поновите препарати кои што се на пазарот покрај железо, голема концентрација на железо, значи содржат и Б витамини, B1, B6, B12, фолна киселина, С витамин, како и некои микроелементи, како што се бакарот и хромот, кои што дополнително
придонесуваат во создавањето на црвени крвни зрнца. Кај некои од овие препарати веќе храната не смета, така да може да се земат исто храна, дури еднаш дневно, значи е сосема доволно. Така. Веќе напоменавте, јас ќе направам едно мало подсетување дека дали поради оние хируршки интервенции, дали поради кај жените, да кажеме, во текот на оние менструални денови, кога се губи поголемо количество на крв, обично некогаш во некои случаи имам слушнато дека се препорачува и трансфузија. Обично после хируршки зафати, ако има потреба, лекарите препорачуваат и трансфузија на црвени крвни зрнца, меѓутоа тоа се изведува само во болнички услови и под надзор на стручни медицински лица. Така. Тоа се на крајните случаеви на тешка анемија. Така, значи, и потоа колку време е потребно, да речеме, да се опорави пациентот или така да ја изрегулира таа ново внесена крв во својот организам? Видете, животот на еритроцити е приближно околу 120 дена. Така да е препорачливо и оваа терапија да трае негде 120 дена, односно 3 до 4 месеци, бидејќи организмот не може толку брзо да создаде толку многу еритроцити и дури не може ни толку многу. Ние во нашиот организам имаме и склад на железо во црниот дроб, каде што мора да имаме залихи, така наречено, така да потребно е повеќе време под таа терапија за да се видат резултатите, како што мислам, за да пациентот е во добра здравствена состојба. Така. Додека зборуваме за алтернативниот начин на лекување, на што обрнуваме тока внимание и потенцирајте ни за што конкретно зборуваме, за кои точки? Така, во алтернативниот начин на лекување, тука мора да обрнеме внимание на исхраната, како и некои лековити билки можат да допринесат за зголемување на железото во крвта. Исто така, во народната медицина одамна се смета дека горчливите билки, како што е линцурата, помага во варењето на храната, меѓутоа исто така помага и во нејзина апсорбција, па така може да се приготви како чај или пак да се најде на пазарот во облик на алкохолен раствор. Исто така знаеме дека копривата, магданосот допринесуваат, содржат во својот состав големо количество на железо и со нивна конзумација, дали во облик на чај или некој друг препарат, може да допринесат исто така за намалување на анемичност. Токму на тоа сакав да се задржиме, значи топло го препорачувате и тоа алтернативен начин на лекување, па сакав да ве прашам дали можеби копривата, магданосот ги губат некои својства во текот на некоја обработка или пак може да се користат во било што, да кажеме сега, барем имаме рецепти и на интернет и вака медиумски кои што се подкрепени се со цел за да се зголеми односно да се намали анемијата. Тоа сакав да прашам, дали можеби во некој случај тие тревки, тие лековити билки може да ги изгубат својствата? Секако дека многу е битен, важен е начинот на приготвување на тие препарати, доколку тоа не е направено, не стои фабрика позади тоа, многу е битно начинот на приготвување за да не ги изгубиме тие лековитите својства. Секако се препорачува, производителот на опаковката препорачува и начин на приготвување за одреден препарат, доколку тоа треба да го направиме дома. Ако се работи за препарат кој што е веќе обработен, значи тогаш само се напоменува, фармацевтот го нагласува начинот на употреба, како треба да го зема тој препарат. Веќе напоменавте, да се надоврземе сега на ова што го рековме, дека исхраната исто така во голема мера влијае на слабокрвноста. Како влијае, на што треба да обрнеме внимание? Да, мора да внимаваме да внесуваме храна богата со железо, витамини и минерали. Тука не се брокола, спанаќот, морковот, цвеклото, сушените плодови, бадемите, аронија, исто така многу популарна, сокот аронија или сушени плодови од аронија, може да ни помогнат за да ја намалиме анемичноста.
Дали можеме некако да се заштитиме од слабокрвноста? Ајде, сега веќе споменавме за она како да ја намалиме, што да користиме, што да конзумираме, што не треба да правиме и во кои случаи, доколку почувствуваме таква симптоматологија, треба да се обратиме на лекар. А сега како да се заштитиме, на што да обрнеме внимание? Па мора да обрнеме внимание на внесувањето на алкохол. Значи, прекумерно внесување на алкохол може да ни наштети во правилната исхрана, во создавањето на црвените крвни зрнца, односно апсорбцијата на фолна киселина. Исто така знаеме дека алкохолот влији на црниот дроб, односно таму каде што се искладира железото, така да мора да внимаваме на тој момент. Исто така на храната мора да внесуваме храна богата со витамини, минерали и железо и секако дека општото здравје, значи физичката активност за општото здравје на организмот може да ни помогне секако и за здрава крв, јас како што велам. Во секој случај. Тука би бил крајот на денешното издание на Нов ден. Би сакала да ти се заблагодарам што ни помогна да ја обработиме оваа тема и се гледаме следната среда со следна тема за разговор. Ми беше задоволство. А ние, драги мои, тука завршуваме со ова издание на Нов ден, но ние се гледаме утре со нова тема, со нови прилози и со нови интересни занимливости.